Дечки, здраво! Петок и нова епизода од Клелунчарски муабети со Ико. Овој пат не е само со Ико, туку е и Чоко со нас. Зоран Бошковски, мене многу драг фудбалер од детство, значи ми е птен кејф што ми го донесува тука, одма да ви кажам. Поводот кој е? Се влечеа групи, имаме група за квалификации за Европско првенство 2020 и кого боли да викнеме него човекот што постигна прв гол за македонска репрезентација во историја. Јас знаеш како викам, има рекорди, дал се овој 20 голови, друг дошол играч 25 избил. Ти тоа што си го направил не може никој да ти го земе. Значи прв гол, втор пат не се постигнува за репрезентација. Добре ни дојде и да те прашам само како си за почеток. Добро ме најдов, фала на поканата. Супер, Ико. Супер. Едно заедничко имаме со таа група, односно не таа група, него со прва утакмица што игравте вие, пак играме со Словенија. Сакам твое видување малце за групава. Полесно, не знам дали би можело од ова полесна група. Потешка сигурно дека можеше. Потешка стално може. Сигурно дека Полска, Австрија, Израел можеше да биде и Шпанија или Франција, Германија па и Србија. Германија да во втор шешир. Во втор шешир, да. Така да мислам дека ова е една оптимална жребка за македонската репрезентација. Полска е добра репрезентација, силна репрезентација, но сепак не е на рамниште на една Франција или на една Германија или на една Хрватска, да речеме. Не е таа светска класа. Не е таа светска класа. Австрија е солидна репрезентација, но репрезентација против која може да се игра. Јасно. Со Израел игравме минативе квалификации. Немавме среќа со Израел. Дома немавме среќа, но затоа таму ги победивме 0-1. Да. Така да Словенија исто така во последно време е во патна форма, би рекол. Латвија од последниот шешир. Некоја репрезентација кој што ако ја подцениш може и да те изненадат, но сепак мислам дека не би требало да имаме проблем со латвиците. Тоа е една група, генерално, значи ова е некоја прво мое видување за оваа група. Сума сумаре да беше уште активен фудбалер, ќе се израдуваше на групава, да речеме. Па добро сега. Све у свое време, Ико. Да. Не, шубаво кажа ти, со ниедна не влагаме ние како тотален аутсайдер, па сега да речеш да им даеме гол па да се израдуваме. Посебно преварите дома, се надевам со повеќе публика, нише шанса кај што треба да пробаме да собереме што е можно повеќе бодови и секоја можност на страна да ја користиме да Види, секоја утакмица нека биде како финале. Ја така викам. Да. Па што биде нека биде. Така, шанса крај е на пред март нас. почнуваме, многу брзо ќе поминат овие 2-3 месеци. Така да можноста е добра, шансата е голема. Сега треба да се искористи. И нормално после тоа доаѓа за година дена, година и пол за Лига нации над преварот со Косово, кај што ќе имаме уште една шанса за Да, тоа ни е, да речам, да. Оваа група, ако е корнер, таа шанса ни е пенал. Да. И без голман. Да, тоа е пенал, да. Да. Тоа е отприлика Ико во кратки црти за оваа група што ја добивме. Дај Боже се што кажат така да искочи. Убаво збориш. Да, дај Боже. Кажи ни малце за вакво, за група ја добивме, има време да почнеме да играме. Кажи ми ти за тоа прва утакмица, значи тоа е ко сон. Трета минута да е гол, мислам, така? Да, трета, четврта, како рачунеш? Како ја вода, да. Да. Како беше тоа? Што си зборевте? Прв пат искачате за Македонија? Имавте ли дресови, копачки, која ви набавија? Што се дешаваше? Тоа мене ми е оматно, мал сум бил тоаш, дете. Све беше во последен момент, од патувањето, од опремата, значи све беше у некое брзање. Но најважно од све беше што имаше голем мотив, голем ентузијазам, би рекол, и да се покажеме тоаш, да излеземе од таа сенка на екс-ју репрезентација. Да, се беше ново, практично они имаа више 5-6 надпревари одиграни. Да. Словенците имаа 2-3 победени, 2 нерешени, дури и немаа ни пораз во тој момент и значи они највише зијан видоа што ние држава формиравме. Така му доаѓа. Да, можеби во тој момент можеби малку и не подценија, едноставно ние бевме решени да одиграме на добра утакмица. Да се покажете? Да, добар надпревар. Едноставно се поклопија коцките тој ден, одигравме
4-1 заврши, така? Да, и 4-1? совладавме 4-1, да. Слушај, знаеш, после таа победа остана Словенците како идеше времето, после се пренасира и на светско првенство и постари у кладилница стално заедно да кажат игра Словенија, вика, ние која тепавме 4-1, вика, види се, они кај се, вика. Тоа е тоа прва констатација, но сега ќе ти кажам дека Словенија тогаш имаше многу силна репрезентација. Катанец не играше, беше повреден, али беа многу добри фудбалери во тој момент што играа во Олимпија, во Динамо. Значи Новак, Жидан, постарите љубители ги памтат. Јасно. Глиха, Захович, што играше после во Порто. Страшен многу играч. силна репрезентација која исто така први моменти нивни тогаш почна и они да играат и беа они таман во некој налет да речеме и после 2-3 години 4 они успеа да 97-98 да се квалификуваат за европско и за светско првенство 2000 година. Не беше таа слаба репрезентација на Словенија, беше квалитетна која после неколку години го достигна нивниот зенит. Јасно. Слушај, многу фудбалски теми навлеговме, а емисијава ни се вика кладилничарски муабети. Играш ли кладилница чат пат? Играм, од време на време играм, да. Знаеш? Знам, да. Па тај да разгледаме нешто, да направиме некој етикетче, по некој предлог да неме. Не предлог да не кажеме ова, него Така, размислување. размислување, па сами ќе си одлучите. Сигурно. Кажи што мислиш. Имаме, ја ги гледам Челси Сити. Сабота. Челси Сити се. Челси изгубија прошло вчера, коло. не, вчера од Да, оној ден изгуби. Тука да ми кажеш нешто. Тука да дадеш памет. Челси Сити, Манчестер Сити, Челси, значи по ова е фаворит Манчестер Сити. Па, Тука би ја играл оваја ико, мислам дека може да има голови, гол би ја играл. гол Челси Сити, а? Гол Челси Сити. Ја ќе ги запишувам. Да, не знам колку е квота, ама мислам дека може да 20-33 гол. Запишувате ги тука луѓето да си водат рачун. Холандјанија, Италија, нешто и Германија да а и Германија, Да. германциве, што имаме тука, Бајерн слаб годинава, имаме Вердер Фортуна Дизелдорф, не знам што ти прави, Шалке Дортмунд. И ова е едно дерби. Тамо, да. Дортмунд се уналет. Налет се, Шалке се малку е подобри формата. Што мислиш ова што да ја залепиме? А тука мислам на Дортмунд ме влече. Дека може да добие. И таа би ја играл гол ико. Гол да се Да. изираме? Да. Ова по мој вкус се овие гол кој има 30-11. Гол. Што јаме друго? Италија. да. Јувентус Интер. Таа у петок. И како е тука квотата? Тука квота Јувентус е фаворит, брат. 1.55. 1.55. Ама и овие Интер се на комени годинава, па Јувентус 7 години им взима титули, више сме влече ико. на кет се влече, а? Да. Ќе ја ставиме, ја имам одредени симпатии кон Јувентус. Кој ме знае. Да. 1-0-0-3, едно единише, може да ставиме. Да. Ја многу ги сакам овие Англија, втора да ти кажам право. Тие се. Тие ми се вакво, би се ептен, Лица Кипијар игра? да, Ај стави ја кеца. ставиме кеца, а Лиовски нема одамна гол да е. Да. Им треба победа, мада многу играат тие, секои 3 дена тие луѓаци се. Тие таму треба да се направи проверка за допинг нешто таму Англија, втора, трета, четврта, тоа што е, ја не можам да разберам. Ајде ше Шпанија, да видиме Ајде Шпанија. овие Франц што остане. Пази, имаш Атлетико Мадрид Алавес. Алавес годинава да те подсетам дека одлично игра. не знам колку ги пратиш, Ги ама пратам. имаме Хуеска, Еспанјол Барселона? градско дерби. Да. Таа ико 0-2 гола тврда ќе биде. Знаеш дека така некако ме влечеше и мене. Да. Пошто знаеш, па сите Не мора Барселона да значи, 3+4+, вако, мислам дека ќе бидат тврдо Стално репови. играат тврди утакмици со Испанјол, немало голови у последно време. Да. Да. И уште за Франција ќе те прашам. Ајде Франција. Монако се врат у зона на испањање. Ја проси Нема, тепаше се у средата, како беше? па мислам дека Некој ден. да, куп тепа или нешто така Нема, беше. со Ница, тоа е Не знам Азор, точно. дерби таму на Азор на обала. Монако Ница. Да, нема, двојка ќе биде, ама нема да стави Мико. Таа е ризична. Ризична е.
Шпанија, брат. Хуеска Реал Мадрид. Да, да појачаме коефициент. Двојка. Ставија и таа. Мислам, Ај, таа ќе залепиме двојка. Еј, 7 за среќа, да ставиме уште едно Ајде, предлогче. ще, да. Вие не мора сите да ги ставате. Одберете си, Да, бе, стајте некоја ваша ако поише разбирате се. Знаете како иде тоа. Не знам, Германија 2 да не сакаш да одбереш. Не, тие послал, тешки си, не ги гледам тие. Еј, ја знаеш која ја гледав? Која вико? Парма Киево ја гледав. Овие Киево игра и куп се, Да. уморни ми се. Па треба да е кец тоа. Да ја залепиме и таа као 7, а? Па кој сака нека ја става. Да, може. 10-13. 10-13. Парма Киево, кец. Доста ико. Не доста и многу. Ја ќе го уплатам, другиве нека си решат. Да. Дечки, петок е, трг до кладилница, грабајте си билтен, има и за читање, има и за гледање фудбал викендов, има и за играње. Чоко, фала ти што не почасти со твоево доаѓање тука. Мене ми е тенкеј што те видов. Фала и на Тревико што И- ме покани. Да. Фала ти што дојде. Вие што Фала не и на гледате, Тревико. знаете, у коментар кажете нешто за нашето ливче, кажете и вие, не крите што ќе играте. Да, нека Значи се да видиме, напише. да, напишете и вие, па не само вие да препишувате и ние нешто да препишеме. Се гледаме другиот петок. Фала ви, чао.